Тешка железничка несреќа во близина на Куманово. 11 вагони од товарен воз се излизга од чините синоќа околу 1 часот и 50 минути на влезот на кумановското село Черкеза. За среќа, повредени во оваа железничка несреќа нема. Причината е само поголема материјална штета. Колку дена железничкиот сообраќај ќе биде во прекин, се уште не се знае. Од владата најавија дека ќе сторат се што е во нивна моќ, што побрзо се санира штетата на овој дел од пругата и железничкиот сообраќај повторно да започне. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев и министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски изјавија дека најголема среќа во оваа несреќа е што нема повредени или загинати. Ние како влада ќе направиме се што е во наша моќ да пред се прво колку што може побрзо savршат увидот и увидните екипи се надеваме дека тоа ќе биде во текот на денешниот ден и ноќта, а од утре да почне веќе санација на колосекот за да може да се воспостави повторно транспортниот правец север-југ, односно коридорот 10. Од наша страна, тоа го кажавме и со вице-премиерот, ќе застанеме комплетно за колку што може ова побрзо се санира и се разбира се успособи железничкиот сообраќај во овој крај. Инаку токму за коридорот 10 во 2012 година беше потпишан договор за реконструкција. Делот од Табановци до Куманово е реконструиран, а како што кажа директорот на Македонски железници инфраструктура, делот од Куманово до Скопје имал само делумна реализација. Во 2012 година ние потпишавме договор за реконструкција на 60 км од коридор 10. Еден од тој дел што е реконструиран е делот Табановци Куманово, па од Куманово до Скопје имаме делумна нивелизација и регулација на постоечката пруга. Како можна причина за несреќата на товарниот воз кој се обраќал од Скопје кон Табановце, а сами го спомена, неправилното товарење на возот.